Ново стариот министер за внатрешни работи ја задржа позицијата во владиниот кабинет, ама со што го заслужи тоа останува нејасно. Оливер Спасовски, кој 5 години раководи со МВР, има низа скандали кои видно ја разбранија јавноста. Опозицијата обвинуваше дека Спасовски е главата на најголемите криминални случаи во Македонија. За ВМРО ДПМН и денеска, така наречените нови ликови во владата не се нови, туку стари функционери на социјалдемократите. Оливер Спасовски веројатно ќе стане најдолговечниот министер за внатрешни работи, досега веќе 7 години. Тој нема ниту една поголема акција за сузбивање на криминал и корупција. Дрогата царува по улиците на македонските градови како никогаш порано. Кокаинот е достапен на македонските деца како никогаш порано. А на Спасовски му се случија и рекет 1 и 2, 215 издадени пасоши на наркобосови и останати криминалци. За новиот мандатар пак, старите позиции ги задржуваат министрите кои покажале добри перформанси во досегашното работење. Врз основа на направена анализа се гледа зголемување на перформансите во министерствата каде што управувале, се гледа дека ги имаат подигнато стандардите на работење и ги имаат реализирано делот на оперативните и делот на капиталните инвестиции на високо ниво во однос на планот кој што го имале во текот на 2020 и 2021 година. Инаку, додека Спасовски раководеше со МВР, опозицијата ги обелодени мафија 1 и 2, а во случаите се откри издавање на нелегални македонски пасоши на над 200 криминалци и наркобосови од балконот и пошироко. Ситуацијата се подгреа кога се дозна дека на 20.000 македонски граѓани им били издавани дваматични броеви, кои два пати се појавувале на избирачкиот список. Случајот беше експресно решен, оти на обвинителна клупа се најдоа шалтерски работници. Очекувано, ниту Спасовски ниту било кој друг висок функционер не понесе одговорност, ниту пак пасошите беа поништени. За време на изборната кампања за локалните избори, ВМРО ДПМН обелодени дека полицајци блиски до СДСМ формирале злосторничка група на апликацијата Вибер, која требало да следи членови на партијата за потоа физички да ги малтретира и да им го ограничи нормалното движење, а во неа биле вклучени на 40 на началници, полициски командири и полицајци во улога на партиски извршители. Непосредно по акцијата Планина во јавноста протекоа фотографии како Спасовски седи на иста маса со наркобосови, но тој до последно не кажа зошто седи со нив, ама ја повика јавноста да каже кој од лицата на сликата се криминалци. Акцијата не беше целосно завршена бидејќи кртови од МВР им дојавиле на криминалците, а обвинителство ги викна на разговор и тука се затвори случајот. И по низата афери кои беа објавени за работата на МВР, Спасовски ја проживеа интерпелацијата во собранието. Спасовски не беше единствениот од владата на Заев кој беше поврзан со скандали и за други министри имаше многу афери за кои јавноста не виде институционална завршница.